Во Штип денес се одржа панел дискусија финансирана од Европскиот парламент за партискиот плурализам и општествената поларизација и државните интереси. Денес говореше поранешниот претседател на владата Емил Димитриевски, кој пред представниците на престижната германска фондација и катедра Конрад Аденауер ги презентираше сопствените видувања за најзначајните сегменти во македонскиот општествен систем. Димитриевски констатираше дека освен политичкото постои социјално силно раслојување преку која се прави огромна диференцијација во економската моќ на граѓаните. Неговите прашања се однесуваа на тоа дали во услови на недокрај изграден плурализам, во услови на прилично висока поларизација, можеме да ги решаваме државните приоритети и прашања во нашата држава. Втората дилема која ја нагласи Димитриев е како да се реорганизираме во општество во услови на крајна политичка поларизација. Единствена светла точка според еден од петмината говорници е пропагирањето на единство и разум во услови кога државата е членка на НАТО и се подготвува за преговори во Европската унија. Спортски кажано, за луѓето кои што повеќе следа спорт да им биде појасно, тоа е како да имаме еден фудбалски тим кој што физички е неподготвен, недоволно игран и со погрешна стратегија, а излегува на терен да игра утакмица со многу посилен противник. Од тука очекувано е бројот на примени голови да биде голем, меѓутоа во нашата ситуација нетипично е да имаме и поголем број на автоголови. Затоа сметам дека од сите овие работи треба да извлечеме поука. Како да се реорганизираме како општество, вклучително и политичките фактори во тоа. Што е она што прво од овие три сегменти може да биде најбрзо решливо? Јас лично сметам тоа е единството и доведување на политичката поларизација во рамки на она што е нормално за современа плурална демократија. На денешната панел дискусија се обрати Александар Спасеновски, Тимчо Муцински, Александар Климовски и од правниот факултет Јустинијан I, а помеѓу говорниците на темата Жените и политиката беше и Василка Поповска-Тренеска, поранешен амбасадор во Виена. За контролната функција на собранието беше кажано: не можеме да кажеме дека дури ниту на еден елементарен начин собранието ја остварува оваа контролна функција, важна контролна функција врз владата, имајќи ги во првите искуствата од минатите 9 собрански состави, што ќе каже дека подеднакво собранието било сервис на владата, независно од фактот дали со државата управувала левицата, десницата, дали политичките коалиции биле формирани на еден или на друг начин. Така, например, преку примерот со усвоените закони, преку примерот со интерпелациите, кои што биле одржувани во рамките на изминатите мандатите на изминатите собрански состави, можеме да дојдеме до неколку фрапантни, би рекол, заклучоци. Општата констатација на ова излагање се однесуваше на неспорниот факт дека во сите изминати 10 состави на македонскиот парламент собранието наместо контролор врз извршната власт ја прифатил улогата на нотаријат кој става печат врз документите кои истата ги доставува.